Да, почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме, тука во студиото ги имаме Снежана Калевска-Ванчева од Форумот на жени на СДСМ. Добро утро. Добро утро. И Жаклина Пишевска, председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Добро утро. Почитувани, да почнеме со она што на некој начин е поводот за оваа дебата. Како што кажав јас и во најавата, веќе дебатиравме со младинските организации, со нив почнавме со она што беше тогаш актуелно, студентските протести, она што ги тангира. Ми се чини, кога зборуваме за жени во политиката, многу често зборуваме за рамноправност, за учество на жени, колку се процентите, колку треба да има, но има и оние прашања кои се општи, генерални во врска со жените. Сега го одбележуваме и денот против насилство на жената, например. Кажете ми, колку вашите партиски организации се занимаваат со оние прашања, кои ги тангираат жените генерално, а кои не се поврзани само со политиката? Еве, например, насилството, социјалните проблеми, поставеноста на жената во општеството, сите оние работи кои ги прават не толку рамноправни. Па најпрво би рекла, знаете, не постои прашање што не е поврзано со политиката, се тоа реални политики кои што влијаат врз секојдневниот живот на сите. Оттаму и така наречените женски прашања се дел од политиките. Имајќи го ова во предвид, веќе знаете, мислам дека веќе кај нас во нашето општество сите политички партии, барем сите поголеми политички партии, имаат посебни организации во рамките на својата политичка партија, кои што се, да кажем, еве тоа во СДСМ е Форумот на жени, формиран уште 1999 година како клуб на жени, за да подоцна прерасне во Форум на жени статутарно како посебен организационен облик на партијата. И од каде потребата за вакво нешто, како што се всушност нели организационен облик посебен е и СДММ, значи организацијата на младите социјал-демократи. Потребата всушност излегува од реалноста, бидејќи и тоа не е само кај нас, тоа е проблем кој што се провлекува во целиот свет, некаде многу изразен, некаде помалку изразен, но факт е дека се уште жената во општеството го нема вистински равноправното место заедно со мажите. Иако популацијата во светот е 50-50, дури нешто повеќе од 50% се жени, но доволен податок е само ако земеме кој е процентот на светскиот GDP и делот со кој што жените располагаат од светското богатство, ќе видиме дека е страшна дискрепанцата помеѓу мажите и жените. Да, но, Ванчева, да не говориме за сите оние знаете што е суштината на прашањето? Отприлика и вие го ја кажавте потребата зошто е формирана, но еве дел од аналитичарите ќе кажат дека партиите го прават тоа не за да ја подобрат позицијата на жената во општеството, туку за едноставно за партиски потреби да ги привлечат жените гласачи, па тоа го прават од еден кога ќе кажеме партиите повеќе од пиар аспект, туку од суштински. Знаете што, партиите го прават, значи не, суштински е и не би рекла, значи, дека партиите тоа го прават, па партиите се составени од мажи и од жени. Значи, според последните податоци за членството на СДСМ, повеќе од 50% членството се жени. Значи, партијата е составена од луѓе. И ова е потреба, реална потреба. Реални политики кои што се креираат, дали во делот, бидејќи ние се соочуваме со се уште сериозно насилство врз жените, со дискриминација по повеќе основи, се соочуваме со нееднаков пристап до ресурси, до нееднаков значи проблеми кои што се суштински за жената. Значи, дел од нив потекнуваат од стереотипите, од културата, од менталитетот, но истите се менуваат преку реални политики, преку економски, социјални програми, преку инклузивност општествена. И оттаму е потребата за да во рамките на политичките партии
постојат посебни организациони облици и тоа е препознаено многу одамна и тоа не е нешто што е само наше, да кажам, на овие простори. Всушност, еве и колешката Мажаклина ќе потврди, значи во рамките на партијата на европски социјалисти постои ПСУМАН. Во рамките на ИПП исто постои организација која што не зборуваме за потребата, јасна е потребата, зборуваме за проблемите. Проблемите се многу слојни. Истото прашање. Еве објаснуваме за потребите, зошто постојат. Еве па ќе ве прашам, но што правите конкретно за да им помогнеме на жените во однос на овие прашања на проблемите кои постојат? Јас ќе дадам еден свој осврт на оваа тема. Јас мислам дека колку повеќе напредуваме во демократијата, како да назадуваме во правата, ќе ви кажам зошто го мислам тоа. Спомна дека мојата колешка спомна дека ние во популација сме 50%. Ако природата создала една рамнотежа помеѓу мажите и жените, ако уставот гарантира дека сме еднакви пред него, тогаш зошто ние да си ставаме рамки или квоти? Толкувањата може да бидат различни. Некој може да каже навредливи се затоа што ние не сме само бројка, туку сме еднакви чинители во секојдневието во општеството. А треба да не рангираат и да сме ние статистичари кои што секогаш рачунаме колку имаме во едно тело, колку имаме и така натаму во друго тело. Изборниот законник нас не гарантира квоти 40% во советнички и градоначалнички, ама што е со другиот дел? Ние како држава можеме да се пофалиме со највисок процент, 47,6 имаме проценти, не е 40. Дури имаме поголем процент на жени во нашето собрание од многу развиени демократии во Европа. И јас тоа многу пати го потенцирам и на конференциите и на средбите што доаѓаме. Можеме во моментот да се пофалиме со 16 председателки на совет која беше на иницијатива на ВМРО ДПМН со огромна поддршка и од председателот и од извршниот комитет. Но јас сакам да зборувам зошто имаме само 2 градоначалнички од 80 општини. Зошто до сега немаме премиерка, зошто немаме председателка, иако не имавме кандидат жена за председател. Причините за формирањето на форумите на униите може различно да се толкуваат. Она што ние го правиме, сме активни ченители во носењето на политички одлуки. Значи ние кога разговараме на извршниот комитет имаме целосна слобода да кажеме ова чини, ова не чини, ова ќе го прифатиме, ова нема да го прифатиме, живееме во демократија. Така да има низа фактори и показатели кои што зошто е таква состојбата со жените? Низа стереотипи се врзуваат најмногу за жените во политиката. Никогаш нема да слушнете критика за маж во политика, ама за жена ќе чуете. Се соочуваме со говор на омраза, со јавен линч и мислам дека ако не постоиме ние како унии, како форуми кои што правиме активности низ целата година, јас некоја груба, да речам, од прилика бројка на активности на Унијата на жени имаме можеби околу 4 до 5.000 активности во текот на целата година на ниво на држава, со кои што активности се јавни, свртени кон јавноста, закревање на јавната свест за кај жените, но стереотипите, јавниот линч, па од другата страна говорот на омраза ги обесхрабрува жените да се приклучат кон политиката. И се понеатрактивна е да знаете дека посебно со случувањата во последниве 5 до 6 години оној политички линч што се случува, не дека не се случувало претходно, далеку од тоа, но ги обесхрабрува жените да се вклучат и секогаш жените велат се одлучуваат за семејствата, за децата да бидат блиску до нив, но ние сме пример сега во овие генерации. Јас сум учела од примери од претходни генерации, кои што сме имале силни жени, дека треба да бидеме вклучени во местата каде што се носат политичките одлуки. Инаку толкувањата, навистина може широка дебата да отвориме, ама мислам дека треба се фокусираме дека имаме главен фокус на организациите на жените, на вистина насочени кон подобрување на правата на жените. Мора да се бориме со настигматизација, да знаете, не секогаш имаме стигматизација од мажи, имаме стигматизација од жени и на тоа треба да се фокусираме, да се борим. Еве, Пешевска зборува заради недоволната свесност на проблемот и на она што значи, бидејќи јас тука се согласувам со колешката,
ни недостасува вистинска едукација за она што значи равноправноста, што значи феминизмот. Феминизмот се представува како некое страшилиште дека нели ќе ги убиеме сите мажи, па ќе бидеме само ние. Значи борбата на жената е за равноправност, не за помалку права на некој друг. Не, ние само сакаме да сме еднакви со нашите другари, партнери од спротивниот пол, бидејќи да се разбереме, ние не вредиме помалку. Ниту пак значи дали помалку можеме да дадеме придонес во политиката. Напротив, јас имам факти и аргументи од анализи светски кои што кажуваат за поголема профитабилност на знаете што има аргументите говорат и ова се статистики на светско ниво. Жените се многу помалку корумпирани, многу повеќе одговорни. Процентот на образованост е многу поголем. Но за жал, жените се уште во ниту едно општество, значи не можат, значи ретки се тие општества, не можат без реални политики, афирмативни мерки, не може така лесно да дојдат до позиции, особено во извршната власт. Да, токму тоа сакав да ве прашам, еве вие зборувавте за процентот на жените во собранието, што е супер пример како што го кажавте, но еве да видиме за владата. Во последната влада од 21 член само 4 жени имаме. И отприлика истиот просек се движи од осамостојувањето до денеска. Значи од 0 до 4 жени отприлика. Значи еве тука има некоја статистика, вели ако ја следиме оваа прогресија, тоа значи ќе ни требаат некаде 45 до 52 години да стигнеме до паритет. Да, 50 години, да, таа е проценката, прогнозата е таа. Ова само покажува дека ни треба друг тип на мерки афирмативни, знаете, може да е време да размислуваме и за квоти тамо, и ние веќе размислуваме, меѓу другото за измена на законот за влада. Бидејќи очигледно ако оставиме на свеста дека ова општество мора да биде репрезент на сите подеднакво, тогаш ќе ни треба 40, 50, можда 100 години. Еве и ова што го зборува Пишевска за жени на високи функции. Значи зборуваме за првите 3 функции во државата: председател, председател на собрание, председател на влада. Тука е исто некако како тие функции да воопшто не се резервирани за жени. Јас може да дополнам да се вклучам. Да, се извинувам, само уште ова за Жаклина да го поминам бидејќи сега го отворивме во процесот Жан Моне и го отворивме прашањето на родовата перспектива и родовата еднаквост во деловникот. Значи каде што мораме во деловникот да интервенираме, да кажеме дека не може да имаме председател на собрание и подпредседатели сите да бидат од еден пол. Ниту смеат да бидат сите жени, ниту смеат да бидат сите мажи. Да. Или председатели на комисии, делегации и така натаму. Знаеш како, ние може декларативно да се бориме. Ние треба на дела да го покажеме. За на Вие дело може зборувам. имате 50% во извршниот се, тоа во ред. Работата е на извршните функции. Еве ја ќе ве дополнам уште со неколку бројки статистики. Јас обично се повикувам на релевантни извештаи. Да, 4 жени министерки има од 16 министерства. Еве што е со другите податоци. На позициите генерален и државен секретар има само 4 жени, додека пак е директорите, замениците, портпаролите, координаторите во владата застапеноста на жените е 8,85%, односно само 10 жени. Понатаму 5% од директорите на институциите се жени, 29 од управувачките проценти од управувачките структури се жени, што е во спротивност со политиките за промоција на родовата еднаквост. Ама сега ќе ви кажам едни други бројки, што се случува каде што има за поголем процент на жени, со кои бенефити се стекнува општеството. Еве пример. Земјите кои што имаат поголем удел на жени, ова се светски факти и проценки, не говорам, ова не е моја вакво измислица. Значи, земјите кои што имаат поголем удел на жени во редот на врвните одлучувачки структури во законодавството имаат понизок степен на нееднаквост на приходите. Во однос на компаниите на лидерски позиции кога имаат жени, се зголемува за 21% се попрофитабилни. Понатаму, еве за мировните договори, вели. Одржувањето на мировните договори има 35% поголема веројатност
да трајат било тие одржливо, договори да трајат најмалку ако се 15 жени. години ако се жени лидери во Така е. нивното создавање или спроведување. Еве нешто што е многу битно, што сега поминуваме пандемија со ковид, имаме економска енергетска криза во цел свет, најмногу кај нас истакната и во регионот и во Европа, што гранка во која што треба да инвестира државата, а не инвестира, тоа е земјоделството, затоа што во перспектива ќе имаме пандемија од глад. Пример, зголемувањето на пристапот до ресурси на жените во земјоделството придонесува кон зголемување на земјоделскиот принос за 20 до 30%. И во нашето земјоделие, ова се светски, некои бројки за секој што ќе ви кажам наредни, се во просек во светот и во Европа, но кај нас што се случува? Иако жените во земјоделието учествуваат со 70 до 80% активен труд, многу пати неплатен, тие немаат земја или имот на свое име. Тоа е негде од прилика 2 до 3% се земја поседнички, што е навистина дискриминаторски. Ние тука треба да се фокусираме. Треба да се фокусираме на најзагрозените социјални категории. Тука најголема Нешто што улога ми се власта не чини- се фокусира овие тука 5 до 6 најголема улога години, ми се ќе ви чини кажам има- зошто. Има традицијата, но за жал. јас се Зашто не се согласувам, пренесува на жените но така? факт е едно, Има Жаклина. врска Значи, традицијата, јас но се има врска и согласувам. неинформираноста, односно Така не стига до нив информации за што треба да се борат. Не дека И што треба да се представува тепа за да таа го добијат борба? да го добијат тимот, но да бидат да не бидат обесправени во тој поглед, ме Да. сваќате. Знаете што, јас апсолутно се согласувам. Тоа се клучни проблеми на кои што треба да се работи. Затоа реков, ние мора да се занимаваме со реални политики кои што ќе бидат насочени кон вистинска равноправност, еднаквост, достапност еднаква на сите. Да. И за Сега, друго нешто факт треба е, да се факт е дека жените, и ова се статистичките податоци кои што колешката Жаклина ги посочи тука, се бројки апсолутно, можете во секој извештај, дали е UN Woman, ама буквално во Европска комисија, секаде може да ги прочитате. Дека gender pay gap, значи разликата во плати за иста работна позиција, за исти ученок помеѓу жени и мажи, постои. Кај нас е сведен, да, нешто е намален се, но се уште постои. Некаде приближно 15% е. Тоа не е малце. Да. И уште ова само сакав да кажам. Убаво што го помена тоа Жаклина. Проблемите, значи, ние мораме да се фокусираме. Дали се жени во земјоделието, дали се жени во преработувачки индустрија, жени предприемачки. Значи мора да креираме политики и мерки кои што ќе го олеснат нивниот пат. Вие требаше само да ги продолжите да ги спроведувате мерките што ВМРО ги воспостави. Мислам сега тука треба да бидеме доблесни и да треба да признаеме. бидеме коректни и да кажеме дека социјалдемократите кога доаѓаат на власт, значи секогаш продолжуваат по патот на прогресот и по патот на еднаквоста. Меѓу другото, отварањето на градинки како сервиси за поддршка, отварањето на шелтер центри, значи грижата за најмладите, за децата, за возрастните, која што треба да даде државата, го ослободува патот на жената за да бидат активни на пазарот на трудот. Од друга страна, да, ова се согласувам, ние се уште имаме проблем со процентот на жени земјоделки кои што може да бидат регистрирани како земјоделки или фармерки, заради тоа што многу малку од нив ја поседуваат земјата на која што ја обработуваат во процент што рече Жаклина. Затоа треба Јас се секогаш продолжи говорам со аргументи и и факти. продолжуваме со Да. активните мерки во земјоделие, значи каде што тоа се тие посебни афирмативни мерки, каде што жената фармер, земјоделка ако конкурира, значи за грант, за помош, го добива тоа, а не ако конкурира маж. Ќе кажете дискриминаторски. Не. Значи добиваат сите, но жената ќе добие плюс. И Не, тоа јас се ќе тие зборувам со 10.000 аргументи и евра. со факти, еве. Не. Прво, факти се тоа, Жаклина. За да го премостиме, сакам уште еден момент да спомнам.
кога се говори за женски права, ние имаме консензус во собранието. Знаеме, имаме клуб на пратенички во кој што заседаваме и сме учесници. сме ги донели. Сме учесници сите пратенички во собранието. Ние ратификувавме Истанбулската конвенција, таа е меѓународен обврзувачки. Ние како држава сме се обврзале да ја почитуваме и спроведуваме. 2017 носиме закони откако ја ратификувавме. Ние го донесовме со консензус законот за спречување на дискриминација и законот за спречување на насилство врз жени и девојчиња. Са друго прашање се отвара. Од сите релевантни овие што се поврзани институции кои што треба да действуваат по тие закони, колку действуваат според законите? Еве ќе ви кажам дека се многу мал процент, дури има ама не само да се докажам. Горете може да се конфронтирам. Но има институции кои што воопшто не го ни знаат новиот закон за спречување на насилство и воопшто не се запознати. И ние сега веќе имаме како Унија на жени една активна кампања да ги запознаеме не само жените во советите, туку и институциите, имаме иницијатива, пошто не се запознати, низок степен на реализација во тој дел. Ние мора да се фокусираме, не само да носиме закони, треба да се имплементираат. Но еве вие како се грижите, ова што го велите. Координаторите за еднакви можности каде се МТС еве сега во програма. буџетот од 18 милиони денари, 412.000 за родова еднаквост и недискриминација се предвидуваат само 1 милион и 616. Ова се бројки официјални за сегашниот буџет. Друго, како ќе доследно ќе спроведуваме програми? Не, ама еве сега другите ќе ги спомнам. Сега јас не ти влегува во збор, ќе те молам да ме дослушаш. Немаме доследна имплементација, како што ви кажав, на Истанбулска конвенција и на законите кои што ги донесовме. Зошто? Немаме социјални сервиси достапни за жените. Вие заборавате како власт дека на 100.000 жители треба да имаме едно советувалиште за жени жртви, еден шелтер центар, едно советувалиште за насилници, едно советувалиште за деца како директни и немавме ни еден, а сега имаме 9. Ке ве молам. Па сега пред 5 години имаме 6. Не, сега има 9. Статистиката не ви е точна. Сега има 9. 6, нема дополнително. Како не? Ја следам проблематиката, има 6, тие останати се 6. Еве сега, за активните мерки, пример за вработување на жени. Од буџетот се обезбедува 1 милиарда. Прашањето е, во рece супер е што се обезбедува. Колку се реализираат од тоа? 0,6% искористеност. Нели е срамота? Сега, ако веќе мотивираме и во низа програми во буџетот. Треба да одиме на промоција. Ама не е само промоција. А да, и треба не да може, ги опребројаме ако се одвојат средства во буџет за родова еднаквост и во советите, за после тие да се пренаменуваат и да се користат за друго. Не, за тоа треба да се користат. Ние треба да воспоставиме контролен механизам како собрание врз овие извештаи на институции поврзани со сите закони донесени со Истанбулска конвенција. Ние Жаклина. Ние секогаш можеме да извршиме. Ама ние потврламе во надзорната улога, па тоа е нотирано и во европскиот извештај сега. Ама вие сте власт, вие треба многу поголема одговорност, не дека ние не треба да чувствуваме одговорност. Ама вие треба многу поголема одговорност да чувствувате за сите овие извештаи, да седнете и да кажете одговорете вакво отчет пред собранието, ние ги следиме извештаите, ама од тие заклучоци после на крај што се гласаат на комисиите како завршеток на извештаите, што потоа се спроведува? Жаклина, не сакав, еве со надзорните расправи да зборуваме. Не сакав разговорот да оди во ова насока, затоа што ако дискутираме така, тогаш јас можам да ве прашам зошто го донесовте тој криминален закон за спречување на абортус кога бевте на власт, па моравме да исправаме грешката. Зошто имавте мерки за трето, четврто дете, а зошто не кажете дека начин да тргнете жената од пазарот на трудот? Мислам, ве молам. Значи, статистиката во пазарот на трудот не ја променивте. Ако вие сте имале добри мерки, не ја променивте на подобро. Жаклина, напротив е на полошо. Жаклина, стигмата во чекавте да дојдеме ние на власт за да ја ратификуваме Истанбулската конвенција. И доблесно е да кажете дека во законот за абортус со консензус и ние гласавме се. Да, зашто не го кажувате тоа? Ама исто така доблесно е да кажете дека во ваше време беше донесен тој закон кој што на страшен начин ги ограничуваше основните права на жените. Дај тргнете малце во сегашноста и во иднината. Добро вака, бидејќи еве и двете се согласувате дека двете се во собранието, во законодавната власт, таму треба да се работи, се разбере и двете имате одговорност да работите. И работиме, без разлика на конфронтацијата работиме. Продолжуваме сега со собранието. Јас еве само како еден заклучок за оваа тема
од моја страна сакам да ви кажам, апсолутно се согласувам и мислам дека е време Македонија да ја води жена, бидејќи очигледно дека овие 30 години не ни оди, така тоа може да го пробаме да видиме. Верувам дека сигурно ќе биде подобро. Денеска почнува во Собранието расправата за предлог буџетот за 2023 година. Според ова што го прочитав, Ванчева, ми се чини дека овие бројки економски гледано, економски анализирано, не се добри бројки, бидејќи имаме рекордно висок буџет, имаме многу голем дефицит, имаме од 4,6%, имаме мал раст, проектиран на 2,9%, кој знаеме дека и онака не се остварува секогаш како што е проектиран. Имаме висока стапка на инфлација, 7,1%. Значи, онака, како што кажав, економски гледано, бројкиве ми се чини дека не се баш добри. Знаете што, мислам дека прво и основно живееме во реален свет. И мислам дека на сите ни е јасно дека во овие моменти, во овие години, цел свет, цела особено Европа е погодена од тешка економска криза. Значи инфлацијата апсолутно е нешто што постои секаде. Бројките, статистиките се различни и ние се можеме да дискутираме дали ова значи висока или средна инфлација, сигурно не е ниска. Но знаете дека постојат, јас не сум економиста, постојат разни параметри и индикатори кои што можат да рангираат и да кажат подобро што и како, на што и како е резултат таа инфлација и дали таа е загрозувачка за одредена економија во тој момент или има механизми, начини како да се стабилизира и да се намали. Рековте дека е голем буџет проектиран. Рекордно висок, да. Токму така, но мислам дека ако следиме што на што се случува, ги следиме потребите на државата, приходите кои што се планираат да се обезбедат, визави потребите на државата за да одговори и во рамки на економска криза, енергетска криза, но и сепак да трасира и обезбеди одреден раст и развој, невозможно е да проектирате мал буџет. Барем кога разговарам со економисти, значи многу пластично тоа ми го објаснуваат. Јас повторно ќе кажам, не сум економиста и не сум експерт на оваа тема, но сепак, знаете како велат, не можеш да одиш на пазар да купиш нешто доколку немаш пари. Значи, за да проектираме, сервисираме разни услуги, мора да обезбедиме средства во буџетот. И тоа е фактички основниот принцип. Рековте дека е проектиран мал раст, точно, но ако ги земеме проекциите на Светска банка, имаме проекциите на многу поразвиени држави за буџетот за 2023 година, ќе видиме дека ретко каде е проектиран поголем раст. Напротив, имаме економии кои што се многу поразвиени и поголеми, каде што растот им е и помалце проектиран. Сигурно дека, знаете, секогаш буџетот и треба да се анализира и критикува, бидејќи само така ќе се стигне до нешто подобро. Ништо не може и не треба да се земе здраво за готово. И јас се надевам дека и низ ова расправа сега во Собранието, секогаш имало вистинска расправа во Собранието. Тука има колеги на вистина кои што се исклучително од сите политички партии подготвени за расправа и се обрнува особено внимание и јас се надевам дека веќе има и доста амандмани кои што се доставени на предлог буџетот и се надевам дека низ оваа суштинска расправа ќе дојдеме до она што значи вистински Јас се фокусирам на состојбата во државата сега. Расправите за буџетот во Македонија може да бидат многу повеќе од само расправи. Значи имавме ситуации како 2012. Имаме повеќе прифатени амандмани од власта. Знаете,
имавме. Искрено се надевам, а знам дека и тоа мојата колешка го посекува, дека тоа е нешто што ќе го ставиме во минатото. Мислам дека овие години значи покажавме дека можеме да водиме вистинска буџетска расправа и искрено се надевам дека така ќе продолжиме за доброто на сите. Само сакав да долам дека Моето кај нас мислење се е може дека- да се претвори во нешто прилично драматично. Само може за секунда Дури и да се расправа смени за буџет, ситуацијата, да. Не. Пешевска, Ја мислам дека се должи на тоа што токму од опозицијата ја водат комисијата и па комисијата за финансирање и буџет е еден добар пример како другите комисии, председатели на комисии треба да учат Освен како кога се- по година како се дена не води- закажува комисија за како клучни се закони, води ама тоа е веќе комисија. друго прашање. Посебно насила гласање на дневни редови на други комисии, ако во тргнеме во таа насока на вистина ќе изгубите, ама се контрадикторна сте со сама себе. Знаете како велат, има една народна, истегни си ги нозете колку што ти е чергата. И самите кажавте, не можете да одите на пазар и да планирате да купите за 5.000, кога и во новчаникот имате 1.000 денари. Така е со буџетот, ама продолжува праксата кај нас во собранието од оваа власт, каде што се креираат мегаломански огромни проекции на буџетот, за да потоа се соочиме да нема капитални инвестиции и насочени мерки кон граѓаните. Ја не само што ви го спомнав ова за родовата еднаквост и за недискриминација, пример намалени се средствата во интеграција во Европската унија, нешто на што се повикуваат. Се намалуваат средствата за ИПА проектите, ИПА предпристапната помош број 2. Потоа за поддршка на плати се намалени средствата за 57%, а имате укажување баш вчера или завчера излезе од синдикатите да го почитувате законот за минимална плата и дека проекциите на владата за усогласување со законот на минимална плата, која што требаше да биде уште од септември, се всушност нереални и дискриминаторски. Проекциите на владата се за да се усогласат со 1.600 до 1.800 денари, а проекциите на и барањата реални на синдикатите се со 2.600 до 2.800 да се усогласат. И не знам како ќе се справите со тој дел. Понатаму, за реформи во јавната администрација се искористени пример само 25% до сега. Што друго ме загрижува? За потикнување за вработување се намалува за 32%. Друго што ме загрижува, се намалуваат средствата за изградба и реконструкција на детски градинки. За 2022 сме имале околу 180 милиони, за да не одам во детални цифри. Сега имаме се намалени на 132, од прилика 50 милиони денари се намалени, замислете, за градинки за најмалите. Можеби се водат од фактот затоа што над 50% општините ги водат градоначалници на ВМРО ДПМН, но реално ако сте за граѓаните, навистина во овој дел не смееше да има намалени. Понатаму се намалуваат средствата за превенција. Еве пример за делот на здравство. Особено па во делот на Износот за задолжителна градинките, имунизација. апсолутно. Нешто што го покажавте како огромна слабост во време на ковид пандемијата, кога за среќа ни даваа соседите донации од вакцини. Сега износот, замислете, за задолжителна имунизација на населението е намален за 255 милиони денари. Како ќе се води грижа? Нема отварање на нови амбуланти. Оние регионални што се во лоши состојби, нема нивна реконструкција. Она ветување ваше секако дека буџетот за имунизација предходно беше многу поголем, имајќи во предвид дека требаше да ја влезени вакцините против ковид. Така да издвои бројките буквално родово така. сензитивни, што се да речам, од буџетот и насочени кон социјалните категории, каде што се најголем процент за жал на жени. Уште нема гинеколог во Шутао Ризари, нешто предизборно нема. Предизборно ветување се отвори, нема гинеколог. Има гинеколог веќе. Пробавме да исправиме грешката во последниот пакет мерки за енергетска криза, кога предлагавме амандмани за да се опфатат сите самохрани родители, во кои што има и мажи и жени, и мајки и татковци. Не се прифати тоа. Сега нашите градоначалници од ВМРО ДПМН почна да ги исправат грешките со тоа што тие прават социјални пакети во општините за да се субвенционираат на различен начин пензионерите, самохраните мајки. Колешка, не рачунам дека на ваков начин ќе водиме оваа дебата, која што се факти, ја не можам да бегам од вистината.
Па сега ако Па тогаш дискутираме... пратете ми вие за градоначалниците еве во вашите општини зошто имаат 62% на намалување на приходите, затоа што не собираат данок. А кај градоначалниците на ВМРО ДПМН има 61% зголемување на приходите. Ако дискутираме зборам со факти, од со аспект, бројки. јас сега сакам да дискутирам од родов аспект. Значи, ви кажам, од родов ова аспект, влада, катастрофа, значи последните имате 5 години, прогнози во буџетот. 77 градинки се во прашање. Значи, покажете ми, вие, како ВМРО ДПМН политика, која што на ваков начин се грижала за што се однесува за социјалната Зборувам за заштита и буџет грижа. 2023 година. Значи јас ви говорам со бројки. Ма како можете да кажете така? Па во буџетот, ама Може да стварно не не се ве разбираме во разбирам. буџет. Бројките го покажуваат дека баш во социјално ранливите категории вие ги намалувате средствата. Не е Каква точно. грижа покажувате? Многу добро знаете дека Па од буџетот извадени реформата бројки ви на кажувам. заштита за 300% е покачена социјалната заштита. Покачен е опфатот, да не зашто говорам тогаш ви се нови револтирани мерки, синдикатите? да не Зошто ви говорам се за револтирани лица со самохраните попреченост, родители? да не, ама мислам стварно го говорите нешто многу добро знаете Ама дека добро, не вие е го така. игнорирате фактот што излегуваат на протести и луѓе се незадоволни. Само ќе кажам дека има време, точно една година како се градоначалниците на ВМРО на власт во најголем дел од општините и на вистина посакувам да се покажат во право светло. Но од она што го видовме досега. Еве сега ќе ви кажам од како она се што покажа. го видовме досега, тргнувајќи од градот Скопје, Еве сега ќе ви покажам како. тргнувајќи Еве од со градот факти и Скопје, аргументи. каде што сите проекти се Еве сега ќе ви замрзна, кажам. 9 македонски тогаш општини. мислам дека е 9 нереално ова. македонски општини се закитија со европската ознака за извонредно управување. И ќе ви ги набројам. 9. Аеродром, Берово, Битола, Виница, Куманово, Неготино, Новац и Радовиш и Штип. Една општина ваша. Што зборуваме ние? Ова е факт аргумент. Еве ова не е наша измислица во ВМРО-ските глави. Европска ознака за извонредно управување и како што ви кажав, они градоначалниците каде што ги водат општините од ВМРО Да не и Скопје тамо? имаат проекти во сите Да не области. и Скопје тамо случајно, За Скопје, Каркош, за сценариото со Скопје ќе треба да прашате во вашата партија. Да, за добре. менаџментот, за тие сценарија Добре. што ги правите по совети, одземање на ингеренции за во градинки, за во училишта, ќе треба да си прашате, еве конкретно председателката на вашиот форум треба да прашате, Добре. каква дискриминација прави во делот на жени. Да, во однос на собранието кога зборуваме, бидејќи сме на таа тема, власта или владачкото мнозинство ве обвинува цело време дека вие го блокирате собранието. Тоа и Ванчева и го начна сега и во оваа дебата, ги блокирате ни на реформи, не закажувате комисии, потоа ги затрпувате со илјадници амандмани. Знаеме, тоа се случуваше во Ако ја следите минатото. состојбата во собранието, велат, таква сега- констатација не би имале. Сега јас велам што се обвинувањата, вие Да, си кажете, во ред, да. Велат дека така се загрозуваат дури некои насушно потребни реформи, се загрозија сериозни огромни грантови, кредити кои можеше државата да ги добие и се велат поради вашата политичка тврдоглавост и суета. Нема да се правдам, ако се следи состојбата и работата секојдневно во собрание, треба да се следи за да нема вакви констатации. Се што било за бенефит на граѓаните, ние буџет до сега немаме блокирано. Пакети мерки немаме блокирано. Со консензус сме носеле. Сега имаме блокирано оној заем од 100 милиони евра, кој што еве сега ќе ви кажам поставки како беше распределен и зошто сме го блокирале. 55 милиони евра за нов увоз на струја, 24 за милиони евра за долгови, 1 милион за провизии, 20 за оперативни трошоци. Во тој заем беше предвидено затварање на ТЕЦ Осломи и тоа до 31.22. Лага класична. Стои во заемот, во законот. Ја не можам да лажам. До 31.12.2027 РЕК Битола да се затвори. Со овие постапки што би ги направиле, тоа сме го блокирале, тоа е точно. И ние сме задоволни зашто сме го блокирале, затоа што во перспектива економски, како што сме енергетска, како што сме зависна земја, да знаете дека со ова ќе бидеме целосно уништени. И сега ние го сопревме тоа. Но сакам да поставам други прашања.
Ние имаме закони над 50% донесени со европско знаме. Ние имаме намалена оцена во европскиот извештај. Тоа е нотирано. Сето тоа е одговорност на собрание, менаџментот да. на менаџментот во собранието. Да. Се оно што ги гледате, за жал, ја сум свесна и не ми се воопшто допаѓа да работам во таква атмосфера. Сите оние скандални комисии кои што ги водат поголем дел од владеачкото мнозинство се испровоцирани од власт. И како ќе се промени фактот? Ние немаме надзорни расправи. Ние имаме забелешки, предлози кои што не се прифаќани од власта, за да после известно време за било кој пакет можам да ви говорам. И за ковид пакетите, сите забелешки што ние ги дадовме како партија, они популистички ги одбиваат, за да после известно време ги стават во свој закон и ги прифаќаат. Зошто да е така? Ако мислиме за граѓаните, зошто да не се прифатат? Сега исто и за пакетиве за енергетска и економска криза. Истиот случај, историјата се повторува. Сега, ако сакаме да зборуваме паушално, може, ама ние зборуваме конкретно. Ајде да зборуваме за закони кои што ние кога сме ги обструирале, видите, легитимно право е на пратеници да поднесуваме амандмани и филибастеринг, така? Неспорно. Ама ние зборуваме конструктивно и аргументирано. Да, колешке, меѓутоа во целиот да демократски нормален Добро. свет може сега да кажем нешто. Ама ајде конкретно да видиме што блокира опозицијата, да. Ако може. Нели, пошто цело време сме обвинувани дека не даваме простор на опозицијата, мислам дека и во емисијава се виде дали е мислам, дали е не би рекла. Мислам дека сте подеднакво застапени, барем до сега, колку што внимавам, да. Ние не Може, треба да обвинуваме, имате таймер опозицијата не сега, обвинува, за да не опозицијата цело време во тоа. собрание не обвинува дека они немале простор, значи и не се водела вистинска дебата. Сега, значи, прво сте многу контрадикторни, но јас само ќе ве прашам, од каде тоа, колешке, ви мислите дека е ваше исклучиво право да кажете што е за доброто на граѓаните? Значи, по ова што го кажувате, излегува дека ако ВМРО ДПМН оцени дека оваа мерка или овој закон не е добар за граѓаните, тогаш нема да дозволи ниту да дојде на дневен ред да се расправа законот, па да видат граѓаните за какво законско решение, да останатите чинителиво. Се извинувам, не ве прекинав, колешке. А не да не се донесе. Не ве прекинав. Сакам И да тогаш, зборите реално. значи нема, ќе одиме со безброј процедурални, и ако се закажем безброј процедурални, да не стигнеме на дневен ред, да отвориме точката и да направиме суштинска расправа и да видиме дали тоа што опозицијата го кажува и аргументите што таа ги кажува се вистински, дали одговараат на реалната фактичка состојба или не. Ова е начинот на кој што опозицијата настапува за прилично, не викам, да, они знаат да бидат и конструктивни, но за жал има многу законски решенија кои што не само што не се поддржуваат, него не можат светлото на денот да го дојдат. И всушност овдека станува збор за една, јас би рекла, прилична ароганција, знаете, ви, да сметате вие секогаш и да настапувате дека никој друг ништо не знае, дека се што стигнува од владата или од пратениците на позицијата, значи, манифестацијата е таква. И дека мајстори сте за дефокус да правите, се тоа го настапа спомнав. за доброто на граѓаните. Извинете, но ако дискутии сега вие имате, кажувате дека ние популистички сме настапувале. Не, популизмот е одлика. Секогаш било на ВМРО ДПМН популизмот одлика. И денеска тоа го правите. Но истовремено ја замајувате јавноста. Да. Затоа што, да, ако дозволите да се дискутира за секое клучно прашање, Имате по најмалце 5 афери, криминали, скандали секој ден. Да вкрстуваме аргументи, Зошто правите не да дефокус? не се закажува значи за договорот за заем за регионални депони. Година дена, колку е? Добро, нема година дена, ама малте не толку. Да не се закаже комисија за финансирање. И ќе ми каже дека, значи, комисиите што биле водени од ВМРО, да па не работеле безпрекорно. Зошто? Треба да учите од нив. Зошто?
Да учиме Ама на како се вашите блокира. вие што водите Како се комисии блокира? се гласаат на сила дневни редови, се фрлаат И откако се изврши притисок и кога јавноста ви осуди заради пропаста на тие 100 милиони, дека ќе пропаднат и овие за регионални депонии, Ајде еден закон ќе ви тогаш посочам. конечно закажа комисија. Добро, еве бевме против законот за јавно обвинителство Ајде, 2019 се донесе. Ја поправите состојбата во јавно обвинителство? Зошто изреволтира на американската знаете амбасадорка? што, Затоа што се вложени тоа е веќе друго милиони прашање, долари сега ќе во ви обуки на одговорам. обвинителство. Може да Нели одговорам нов за- закон донесовте, знам, го поправивте ли? Ова е секако тема за која требаше да зборуваме, да, може? Да. Да. Ајде кажете ми, може да ние одговорам. бевме За- против, за не изборот само на- ние, Добро, цела фела завршете, па ќе правна, одговорам. сите универзитетски професори во сала Борис Трајковски кажуваа против законот за јавно обвинителство. Која забелешка применивте и го изменивте законот за јавно обвинителство? Ама видете, Може да со одговорам? самиот почеток, кога вие заев го ставивте на она тело координативно, какво и да ви беше, за реформи во судството, се знаеше како ќе заврши и така заврши. Трас судство, Луи Витон обвинителство. Ке ве молам. Јолевски обвинителот ви го нема нигде. Ја трнавте Вилма Русковска, зошто? Вие треба да си кажете, очигледно многу знае жената, заедно со Кацарска учествува во сите оние политички монтирани случаеви и не случајно е 8% доверба на граѓаните во судството. Тоа значи 92% недоверба. Значи во иднина ние се ближиме кон нула доверба во судството. И повторно ќе се повекам на релевантни извештаи. Ние имаме над 50 неажурни судови. Еве, многу релевантен извештај на Народниот правобранител, кој што вели, има 90% изголемување на преставки во делот на човекови права и слободи. Да. Кај него стигаат преставки. Добро, изборот на обвинителот Абази контроверзен, критикуван и од амбасадата на Соединетите Американски држави. Прво на почетокот да кажам, да, разочарувачки изборот и контраверзен. Значи, одма тоа да го кажам и немам дилема. Но, дали е причината во законот за јавно обвинителство кој што го обструираше тогаш и едва и го донесовме? Не. Не е причината законот за јавно обвинителство. што е? Јас ќе ви кажам дека, криминалите, значи, ваши. искрено верував дека со ваков закон и на ваков начин спроведен избор на јавен обвинител, на шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, дека ќе допринесе за уште поголема независност, компетентност на лицата кои што ќе бидат избрани, затоа што се бирани директно од самите обвинители. Сега се покажа дека нешто има проблем. Значи проблемот е во законот или проблемот е во луѓето? Овдека не е проблемот законот. Да, можда Направете треба да механизам, вие сте треба да власт, се направете механизам на размисли контрола. и за некои дополнителни критериуми и механизми. контрадикторни сте ова што го зборите со тоа што се случува. ве молам, колешке ве вака. сослушав. Како да ви Јас кажам? почнав со тоа што реков дека е контраверзен изборот. Точно е. А зашто зошто немате контрола, немате механизам никаков на контрола врз државата? Значи, не може да им државата не сме да има Па контрола. кој треба да го имплементира законот? Ние сме го донеле, кој треба да Добро, го ќе ми имплементира? дозволите сега да се доискажам. Ајде. Значи, Дадете ако одговор говориме зашто за има 8% доверба. ако говориме за независно судство и обвинителство, не може државата и не сме да се меша. Ова беше начин, требаше да покажат сега Ова не е обвинителите мешање, со дека овој се избор. достојни, кредибилни, одговорни на функцијата која што имаат. Извинете, но јас се сомневам дека обвинителите го покажаа тоа. Нивниот капацитет на отпорност очигледно не е како што треба. И затоа ни се случуваат вакви избори. Затоа што не можам да поверувам дека обвинителството, дали е во Битола, во Штип, во Гевгелија, се унисони и гласале само, сите гласале за еден кандидат. И при тоа Значи, за кандидат, Еве ја ќе ви кажам и зошто. при тоа- тоа тоа за не кандидат може- за кој не е слушнало никогаш во животот. За кој што не Нема слушнала биографија, никогаш. луѓе. Значи, Ја не го ме познам разбирате? човекот, нема биографија. Како може човек без Не биографија? работата, значи, да, можат 8-10 обвинители да гласаат за еден, но и не е спорно. Ако тој потекне од нивната средина, ако ни навистина сите го знаат, имале прилика да го знаат. Но јас
Искрено се сомневам дека обвинителите во Штип, сите, ја знаеле работата, јас не сакам да навлегувам можда во неговиот капацитет, стручност и посветеност. Ќе се види тоа брзо. Но не може обвинителите во Штип сите да го познават и да знаат дека тој ќе биде најдобриот избор. И тука Ајде за ова може да не зборите. Изборот Ајде на за уставни јавен судии да обвинител. зборуваме. Како биравте уставни судии во собрание? Согласно По кој закон, критериум? согласно По кој устав, критериум? согласно Истакнат правник е и се критериум. согласувам дека и тука треба се Вие размисли. сте правник, ја не сум. Истакнат правник е еден поим кој што може кој како сака да го толкува. Колешке, И вие тој само истакнат под правник истакнат стои, правник, знаете вие бирате колку долго уставни стои. судии, ваши Дали партиски знаете колку партиски стои? членови. Што Па ги зборувате, вие биравте сте и вие на, правник. според истото Сега ќе ви истакнат кажам каде правник е ги проблемот биравте. кај вас. И во изборот на јавен обвинител. Сервилноста кон сите, само не кон граѓаните што ве гласале и да имате одговорност кон нив. Колешке, владата не Сервилност го имате одбра кон јавниот Бугарија, обвинител и не сервилност смее да го имате- бира. Сервилност имате кон Не смее да го коалициониот бира. партнер, па вие во коалиција разговарате дека не може ова вака, не ќе се дерогира системот, ќе се уништи, ќе се доуништи правниот поредок. Вие ќе ми Па ние кажете немаме што- правен поредок. Па ја ве прашам, треба одговор на граѓаните да дадете. Овие се прашања од граѓаните, легитимни се. И ја да ве прашам легитимно, јас Граѓаните сум имаат граѓанка. легитимно право да го постават, а тоа прашање го поставувам и јас. И јас сум разочарана со ваквиот начин на избор. Разочарана сум од моите колеги од фелата обвинители, кои што на ваков начин гласале. Продолжете И јас со тоа истакнат тоа правник, отворено во го минус ќе кажувам. отиде И немам судството. дилеме да го кажам. Во минусот и да судството Добро, со вас. но кога веќе зборуваме ете за овие контроверзни Но не е проблем законот. кога зборуваме за овие контроверзни одлуки и случување еве ако за Абази, па дури и самиот Абази вели што е спорно, мене ми изгласаа обвинителите и се е според закон. Формално правно и се е нема легално никаков формално спор. правно и навистина Така е. така. И сега ние можеме да дебатираме дали и кој влиеел на нивниот избор и како влиеел и како тоа можеш да влиее да им се јавиш, еве ги спомнуваме од Штип, бидејќи сите гласале за Абази, да им се јавише да ги натераш да гласаат. И што е причината? Не знам како се случува тоа, веројатно тие ако го прават знаат. Извинете, но- за такво нешто се случи. Да, треба некој да се јави, ама исто треба тој другиот, значи да го послуша. Зошто Да го послуша. Па тоа ми е прашањето, мене не ми е Зошто јасно го како послушал? Не ми е јасно Кој како да се функционира јави? тоа, да. Епа. Добро, во Ама ред. видете, ние сме сведоци дека имаме непристојни радикални изјави од Бугарија, глинените голуби од власта си молчат. но Како треба да ви бидеме, кажам? но треба Сега да ние бидеме зборуваме за нешто во државата што ни се случува, па но го треба да дерогира бидеме- цел систем. Треба да бидеме до крај искрени да кажеме дека изборот на партиски обвинители не е ништо ново. Не е ништо Нити е ново. нешто Ама они дојдоа што е на измислено власт сега. со парола нема правда, нема мир и Да, и пробавме да низ промените во законската регулатива Дали сега има да го правда и дали има ослободиме мир, тоа е друго судството прашање. со критериуми, во начинот на избор на суди, во начинот на Ги избор урнисавте на сите обвинители, критериуми. но се покажа Со Тања дека се Бозаджиева уште за уставен очигледно не судија. сме доволно зрели и дека, значи, Па зошто тогаш правевте вакво нема правда, нема мир, шарена револуција? Па самите Тоа учесници цело време мора да на се шарена бориме за револуција тоа. ви кажуваат Извинете, дека цело не време се залагавме за тоа. Колешке моја, значи ние По никогаш изборот не на треба уставни судии, на не јавен треба да обвинител, застанеме свет во кажавте. борбата за Ви демократија и кажуваат владење и- на право. Ви кажуваат Никогаш и не треба. диаспората Добро, и амбасадите и така натаму. кога зборуваме за овие контроверзни одлуки, ако тука еве веќе се префрлува одговорноста на обвинителите, во скандалот со Онешченко работата е прилично појасна, тука значи една цела низа на институции донеле одлуки, ставиле печат дека тој може да Да, е добие само тој јарно. македонско државјанство. Веќе луѓе. Добро, зборувавме и претходно нели за издавањето на пасош и во ред, но ова е сега најново. Гледаме дека амбасадата на Соединетите Американски држави повторно реагира и за овој случај, значи имаме веќе две реакции во еден прилично краток временски период од нашите стратешки партнери. И ми се чини, Ванчева, дека сега некако се обидува одговорноста да се префрли на некои пониски структури, еве во АНБ, тамо на тие двајца службеници кои наводно не ги направиле последните проверки и така натаму. Како е можно за човек кој е на црната листа на САД да му се даде македонско државјанство? И цела плејада на Скандал. институции да стават печат. Видете, јас само на почетокот ќе кажам,
ние треба да ги отвараме сите, особено вакви скандали, вакви прашања, кога се случуваат вакви ситуации, мора да сватиме дека ништо не сме да ставаме под тепих и мора да го извадиме на површина и да ја лоцираме одговорноста. Значи, каде вистинската одговорност? Во конкретниот случај, и по законот, значи, согласно закон, согласно организациона поставеност и така натаму интерни правила и правила кои што значи не се само наши, туку се во контекст на меѓународните или нашите сојузници креирани и протоколи, треба да се види според тие правила, според таа постапка, значи, одговорните, кои што тоа треба да направат, да си ја лоцираат одговорноста. Јас, она што го слушам, сега, во тој систем на проверка, бидејќи, навистина, мислам дека година дена била проверката во АНБ, значи, 10 посебни постапки. Многу јако го провериле, шум година дена го проверувале. И во тој ланец, значи, едната карика попуштила, односно дали и од кој и од која причина не извршил проверка, дали извршил други податоци, не може да релативизирате до сабајле. Или не извршил проверка воопшто, а ставил подпис, извинете, тогаш да, ако релативизирајте колку сакате. Не е колешки така. Прашањето е тука. Кој даде пасоши на 200 наркодилери, значи, не ги мешајте пасошите сега. Се откри. Извинете, во едно време ништо не се откриваше, не смееше да се спомне зборот афера. Сега се открива и се реагира. Преку институциите проаѓаат документи на наркодилери и босови. Ајде ве молам. Кога немавме образци, со ова, навистина е сериозна афера, сериозен пропуст и јас очекувам дека согласно сите протоколи и процедури кои што постојат за лоцирање и утврдување на одговорноста и сносење на одговорност ќе бидат до крај испочитувани. Замислете, кога немавме образци за граѓаните, за лични карти, за пасоши, па едно време изводи не може да се извадат за време на уписи на деца и така натаму, во период кога немаше образци се издале 200 пасоши на наркодилери во светов, токму од нашава држава. Воопшто не е наивно она што се случи на комисијата во Собрание за разузнавање кога излегува снимка која што е под силна контрола за заклучени врати. Се води истрага со сертификати за државна тајна. Според мене воопшто не е наивно да излезе снимка на YouTube. Замислете, сега во моментот се случува страшен притисок врз вработените во Собрание. Вие сте власт, треба да го знаете. И тоа треба да дадете одговор. Знаеме каков однос се има оваа власт има према вработените во Собранието. Не може при сертификати за државна тајна. Па законот за собраниска служба се донесе во наше време за самостојност. Ова е класично сценарио од вас како власт. Немојте така. Јас сум 100% сигурна дека колешке, видете, го поминавме процесот за името. А добро, и знаеме видете, какви ако сте вие длабоко во безбедностните структури, методи удбашки какви имате, за да прицилите некого. И сега ќе конструирате приказни процеси, политички се одлика на едно време и многу добро знаеме. Не знам овој пратеник, не знам овој председател на комисија и така натаму. На кој начин? На начин на кој што рушевте еден телевизија? На народот кажете, со удбашки кој добил наредба да му издаде на Онишченко државјанство, а некој спровел. Сега ќе настрада во иднина тој што спровел, таму негде некој вработен, тој што го, не знам, го испечатил, го дал на шалтер, тој што го издал документот, ама не тој што ја дал наредбата. Немојте да правите дефокус. И немојте да имате одговорност, ако јас треба нешто да проверам, јас сум одговорна прво. Зарем се чувствувате безбедна во Собранието, кога влегувате, се чувствувате безбедна. Да излегува аудио и видео снимка од недозволиво е тоа, но ме прашавте дали јас се чувствувам безбедна. Да, се чувствувам безбедна. Во Собранието се чувствувам секогаш безбедна. Се извинувам, еве, баш за ова интересно, бидејќи вашиот колега Павле Транов вчера во ТВ емисија вели, никој не гарантира дека Собранието е заштитено од надворешни системи за прислушување.
Значи, јас... Таму дури може и да ве Вака, снимат. прашањето да се чувствам безбедна, да, мојата безбедност апсолутно не како и безбедноста Јас се на 120 чувствувам безбедна. пратеници, Дали нема на вeze. затворена седница, Но- каде што не сме збор да излезе од таа Но седница едно во треба да јавност. сватиме. Значи, Излегува- ништо нема апсолутно. Значи, се влегува во А кој има одговорност за тоа? Сайбер, Каква е истрага? значи, сайбер нападите ниту биле новост, ниту се новост, ниту ќе бидат новост. Тоа се реалност. И се случуваат такви напади во овој период. во сите држави, Во во политика сите нема ништо организации. случајно, све е точно Многу пресметано. помокни. Не, Многу све е точно помокни, пресметано. многу поорган... па сега, Периодови ве е молам. Да, точно- за јакната, значи за јакната безбедноста Со што? и во собранието и против имаме нов систем против сајбер напади, но дека можеме да гарантираме и било кој јас не Молам, него верувам. зборете Јас не системот сум безбедњак. од пола милион, И не сам- добро каже наш колегата Ључо Пренчов, излегувам на ова ме потсеќа дека пола милион евра е даден за системот кој што не може да повика или да отвори материјал на сама седница кога седиш и систем кој што не може да те вклучи некогаш чекаш и по некоја минута плюс и систем кој што не може да врати седница која Значи, што е од јас претходно. ми се чудам, колешке, дали мислите Ве молам, дека како што во ваше време Па се па правеа секојдневно се набавки соочуваме и со се тие градеше проблеми. Скопје 2014, па сега пропаѓаат Јас- камиони мене ми е на многу площад жал, многу ми е жал што се постојано, правите па и глуви слепи. тече вода нонстоп во маната, значи све се распаѓа, така мислите дека и сега се прават набавките? Ставете ги Грешка камионите, сте. не правите дефокус. А да ги оставам Ова камионите. што се случува Ајде, ве молам. што добиваат државјанства и пасоши е многу има посериозна позадина. Тоа кажува Па на да, да ги вашата оставиме поврзаност овие со тие работи. структури. Тука треба да се фокусирате. Остате го камионот Видете, еднаш пропаднал. има во оваа држава луѓе, одговорни структури, институции, Па, луѓе ако кои што имаше, се немаше да има вакви задолжени да проверат, која што имаат законска обврска, службена обврска и јас не сакам понатаму да коментирам и да навлегувам дали е безбедносниот систем пробиен, од кого е пробиен и на кој начин. Не е мое, а не е ни ваше. Би влегле на А комисија, наше- би влегле а на комисија наше, со јас сертификат за имам- државна тајна. Имам сертификат. И утре да ве значи, се набедат дека вие придржувам. сте снимале. И да ви Колешке, конструираат процес. имам Вие и јас сте власт, сега сертификат вие и се конструирате процеси. придржувам Затоа сте максимално заштитена и сте на безбедна. правилата. И Дали сигурно сте дека нема да ми се Ма, случи. Ве прашувам конкретно, дали сте безбедна да влезете на комисија со сертификат државна тајна од највисоко ниво и утре ви излезат дека имате вие дека имате наводи дека сте снимале и дека сте извадиле снимка и ви конструираат вакво А судски каде се процес. случило тоа? Се случило тоа? Не, ви кажувам хипотетички, дали сте Ајде, вие мо- безбедна значи, сигурна во сега, тој ајде поглед? да не правиме Безбедна филмови. сте зашто сте Да, власт. се случи тоа, значи, не знам како се случило, веднаш е реагирано, прекинато, запечатена сала 4 и колку што знам, значи стручњаци, форензичари за компјутерски криминал, луѓе одговорни, значи се и работат на случај да видат дали се работи за грешка во системот, некоја нема или пак некој намерно нешто направил. Јас И сакам тоа да ќе се види. вистината што повеќе, што Ќе се побрзо види, виделина, значи нема трето, знаете, значи или е нешто направено со цел, со намера од некој, или е грешка Добро, нешто во системот. немаме уште многу време, на Па ќе се крајот види. сме буквално само уште ова прашање за крај, најавите за проширување на владиното мнозинство со Алијанса, како гледате на тоа? Има тука две анализи, едната е дека на мнозинството сега тие плюс партеници на Алијанса не им значат многу за нормално функционирање на собранието, освен ако не се собира мнозинство за уставни измени. Единствено тоа би била логиката. Како гледате вие на тоа? Па видете, мислам дека политиките што ги води СДСМ, политиките што ги води владата, секогаш било отворени и транспарентни. Ние во ниту еден момент не рековме дека не ни е целта да дојдеме до значи исполнување на последниот политички критериум. Тој се знае дека е со промена за уставот. Ние секогаш сме биле јасни и гласни за тоа дека да, ќе пристапиме кон промени, бидејќи тоа е политичкиот критериум последен, за да можеме да ги отвориме првите поглаѓа, бидејќи сите сме свесни, знаеме дека во ноември следната година, 2023, завршува скринингот.
И ние веќе треба во декември да ги отвориме првите поглавја. Тоа не може да се случи ако не го промениме уставот. Оттаму сите политики што се креираат одат и во тој правец. За обезбедување на мнозинство се надеваме дека навистина ќе има пратеници од страна на целокупната опозиција, зборувам, кои што ќе го сватат историскиот моментум, потребата од промената на уставот, која што сум го кажала тоа во повеќе наврати, ни случајно не задира ниту во идентитет наш, ниту во јазик наш, ниту нешто лошо може да ни се деси. Напротив, само може да ни донесе добро и ќе ни донесе добро, а тоа е да конечно ги отвориме, го отвориме патот во смисла да почнеме да ги отвараме и поглавијата. Така да, јас ќе кажам дека се ова што сега се случува и за проширување на мнозинството, на коалицијата, се во функција на европскиот пат и во функција на исполнување на тој последен критериум, секако пропратени со низа мерки и политики кои што значат или одење праволиниско, а не враќање назад, бидејќи отварање скринингот, особено и отварањето на поглавијата, значат и цврста определба, безпрекорна, дека ќе мораме ова општество да го рекомпонираме, реструктурираме, дали се работи во делот на јавната администрација, судство, обвинителство, образование, здравство, што сакате, и тоа мора да најде на поддршка поширока. Само сакам ова пришеска, јасен е ставот на ВМРО-ДПМН за уставните измени, го кажа тоа председателот на вашата партија неколку пати, последниот е после лидерската среда, дека нема услови за отварање на уставот, но неколку владени министри, последен е новиот министар Ристо Пенов тука од ова студио, кажа дека се разговара поединечно со пратениците на ВМРО-ДПМН. Тоа ми се чини дека го кажа, не ми се чини, туку го кажа и вице-премиерот Артан Груби, еднаш или два пати. Па еве директно да ве прашам, се разговарале навистина поединечно, еве со вас, дали се разговара поединечно за вие да гласате за уставни измени? Дефокус мајстори се власта. И во фокусот за трка за мнозинство за промена на уставот, заобиколуваат да ги кажат методите кои што се воопшто неконвенционални, некои се конвенционални, некои се неконвенционални, не се во согласност со европските вредности. Значи, они ќе направат се за да има мнозинство на уставни измени, политички прогони ќе спроведуваат и така натаму, не признавајќи дека тие имаат слабости во својата пратеничка група, дека имаат пратеници кои што не ги поддржуваат и уставните измени, и тоа е доблесно да се каже, и дека имаат веќе политичка криза во нивната коалиција во собранието. Мене ми е жал што не се свесни за тоа, со самиот раздор што го имаат во ДУИ партијата. А како се постигнува консензус и мнозинство во собранието? Доволен е фактот да го спомнам киднапираниот пратеник кој што се уште оди со обезбедување. Ако било сето тоа толку добро, зошто имало потреба да се киднапира пратеник, па да се оди? Еве и да не се киднапирал. Пошто вие измисливте таа приказна за киднапиран пратеник. Зошто оди се уште со обезбедување? Зошто ако беше францускиот предлог добар, одевте со обезбедување од полиција вие до дома? Па ваши пратеници ми се жалат дека се потресувале нивните семејства и деца. Ако бил толку добар, ќе ве мувам. Значи во 21 век, кога сме претендент, кога гласав за уставните измени поврзани со името на нашата држава, тогаш народот 90% ви е против промена на уставот. Заради заканите кои што ги примавме. 90% ви е против името што го сменивте. И вие го игнорирате фактот. Европскиот пат. Ние треба природно да си направиме во нашата држава со сето ова што го зборите, пакет, мерки, сите инстанции да ги направиме за да имаме ние европски живот овде. Ама со овие методи кои што не се во знакот на европски вредности, изолирани на некој вака не може. А без достоинство и вакво интегритет како луѓе, како личности, како нација? Јас не знам. Зошто тогаш? Не знам зошто немате достоинство. Јас имам, мене не ми го нарушува ниту еден. Има малцинството македонско во Бугарија.
Пазете, Никола Јовко Не, граѓаните на Бугарија не ми го нарушуваат признато име дигнитетот. и од бугарска страна и Да, од не се македонска страна согласна. со судска одлука го забранија. Што ви говори тоа? Во ваше време ви се Колешка, отвараат Значи, одредени клубови политики официјални, на соработници на фашизмот. значи, Што на говори Бугарија тоа? нешто друго. Страшна сервилност и немање одговорност пред граѓаните. Добро, тука Пишевска, вашите... Значи, вие го имате, Нашиот став е јасен а и соработникот на нема фашизмот, промена на вие вас уставот. континуитет во Вие вашата партија. Па му направите чив биста соработник Ванчо бил- Михајлов. А чив соработник бил Ванчо А Михајлов? чив? Па вие сте наследници на комунистичкиот режим, чив соработник бил Епа, знаете конкретно што тој. ние не се срамиме од тоа, ама вие треба да се срамите. Нема потреба Ванчо ние да се Михајлов. срамиме, треба да се срамите што спроведовте договор со Не. кој што го поништивте малцинството. Затоа што Во Ванчо сите три Михајлов дела, во, не се грижал Егејски, за во македонска, Пирински. за македонскиот Не, идентитет. го поништи Ке ве Ама молам, нема имате вeze. еднострана Да. изјава за Добро. ништење на корените на македонскиот јазик и вие ќе ми кажувате А од се што гледа треба да се кој- срама. кој сака да ги Па тоа е поништи. проблемот што со Да, вас што немате добро. образ и Ви благодарам на двете за учеството во оваа дебата. Вие, почитувани гледачи, го следевте првиот дебатен дел од Студио 10. Ги имавме представниците на женските организации на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Одиме со еден краток блок на реклами и продолжуваме со политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски.